Со последните мерења на Министерството за животна средина, загаденоста на воздухот во Тетово е се уште загрижувачка. 800 микрограми на метар кубен PM суспендирани честички се регистрирани денеска во воздухот, што е за 16 пати повеќе од дозволеното. Останатите параметри се во нормала. Тетовци сметаат дека надлежните не превземаат доволно мерки за намалување на аерозагаденоста. На некој аспект да, ама потешко е, тешко е. Треба да земат многу мерки да биде чистен воздухот. Иначе тие што имат проблеми со дишење во град, нарочитно во град, не може да живеат. Мислите дека се преземаат мерки за да се... Многу малку. Па имам нормално. Да, тешко. Мислите дека се почитуваат препораките од владата? Не. Не ми се верувам. Мислим, добро, 50%, може 60%, ама 40% не се почитува. Па организмот кој ќе се навикне не може да примети више што е загадено, што не е загадено. Прв пат кога излагаш на чист воздух, наутро кога излагаш осеќаш, тоа после сме навикнале. Сметате дека се почитуваат препораките од владата? Не, никако. Никако не се препоракува. Значи никој не превзема ништо? Па никој не, не се гледа, може да се превзема, ама не е толку очигледно да видиме ние дека се превзема. Тетове со толку мала индустрија, толку загадено, ја не знам сега што даде. Индустрија очаси само од југор што излага. Сигурно тоа неквалитетни горива што се употребуваат по коливе што се унесе од странство, дома со неквалитетно горење тоа. Иначе да сум некој специјалист, ама гледам дека е тешко нешто. Ние што сме над 50 години осеќаме. Од општината со апел до граѓаните да се придржуваат до препораките што ги објави владата. Во рамки на нашите надлежности и заедно во соработка со другите власти ќе се обидеме тој процес да го намалиме колку што е можно и исто така би апелирала значи до граѓаните да непотребно значи да не ги користат значи автомобилите, камионите, комбињата, ако ептен немаат потреба за тоа, додека да помине барем овој период да имаме движење на воздухот. Во рамките на последните препораки на граѓаните им се советува да ги ограничат активностите на отворен простор, посебно припадниците на најранливата популација. Деца, стари лица, бремени жени, болни од хронични болести на белодробниот и срцевиот систем и оние кои се заболени од белодробна астма. Препораките важат и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот.